Локалната самоуправа на општина Кочани годинава по 11 пат ќе го организира Петровденскиот турнир во мал фудбал. На повикот за учество се пријавија 7 екипи. Во петокот беше направен распоредот на надпреварите кои започнуваат вечерва на спортските терени кај гимназијата. Званично од денеска, од 02 јули, започнува и ќе трае финалето. Надпревари ги очекуваме да бидат на 12 јули во 20 часот. Во првото коло во 19 часот се сретнуваат Великом Мобиле Истра, второто такмица е од 20 часот кај Тоше Вембли и во 21 часот кај Тоше Јуниор Масив Дизајн. Екипата на Македонија Горни Подлог е слободна. Потоа надпреварите почнува второто коло во четврток 05 јули со првата такмица кај Тоше Јуниор Македонија Горни Подлог, второто такмица е Истра Вемблеј и третото такмица е кај Тоше Великом Мобиле, четвртото такмица е слободен, Масив Дизајн. Во недела на 08 јули 2012 година третото коло ќе се сретнат следните екипи. Во 19 часот Вемблеј Великом Мобиле, во 20 часот Истра и кај Тоше и во 21 часот ќе се сретат Масив Дизајн и Македонија Горни Подлог. Слободна ќе биде кај Тоше. Потоа следуваат разигрување, во полуфиналето треба да влезат прво пласираните две, од едната група и од другата група, од група А, од група Б. Исто така полуфиналните такмици ќе се организират на 10 јули од 19 часот ќе почне, тоа е вторник. Ќе ги знаеме, по завршувањето на трите кола, носителите од А и Б групата, првиот и вториот, ќе бидат укрстување, и со тоа веќе на 12 ќе знаеме, за трето место во 19 часот ќе се игра, за трето и четврто место, и финалето ќе биде во 20 часот на 12 на ден Петровден. Очекувате ли масовна посетеност на надпреварите? Па види, секако, интересно за тоа што веќе, по 11 пат се организира покровител локалната самоуправа на општина Кочани. Исто така, можеби сами гледавте према распоредот, гледаме на некој начин да ги избегнеме овие топлиот бран и затоа утакмиците по 7-7 и завршетокот ќе биде тамо негде до 10 саатот. И секој распоредот така беше направен за тоа што има и други активности, финалето, па сега е кошарката, затоа така имаме еден луфт по 2 дена, па истовремено и играчите, затоа што тоа не се професионалци, да имат време и за одмор, за адаптација, се со цел за да може овај 11-ти поред Петровденски турнир да го одиграат онака како што треба. Финалето на Петровденскиот турнир е закажано за во 20 часот на 12 јули, кога се очекува и масовно